ова културно наследство што го имаме и богатство што го прави ова здружение заедничко меѓу Маријово и Меглен, го поддржуваме максимално и сите традиционални и традиции што постојат се негуваат и понатаму, културни манифестации, така и оваа година, со културните друштва од Прилеп, Битола и Кавадарци ќе се одбележи со песни и ора. Сето тоа дава за право да кажеме дека ова заедничко дружење уште повеќе ги соединува овие два региони кои што општината ги поддржува и сега, а и во иднина за понатамашната традиција и културно наследство што ги имаме да биде заедништво на двата овие региона и се надевам дека ќе имаме успешен ден денеска заедно со организаторите. Целта на средбите и на другите активности е испитување, негување и проширување на културното наследство на двата региона. Имаме активности, ова го ефектуираме преку наградниот конкурс анонимен, на кој пристигнуваат лични поетски творби на тема за Маријово и за Меглен и за пошироко. Таа активност ја завршивме во библиотеката на 23 со пристигнати 25 лични поетски творби, од кои се наградени 5. Вторите активности се одвиваат овде пред манастирот и третата активност е ова што ви кажав со монографијата. Јас сум чисто крвен маријевец и наградата на Маријова ја гледам во богатството кое лежи под земјава во Маријево и над земјава. Над земјава е биомасата и богатството со природна вода која доаѓа од планините, потоа ќумурот кој на ова место и ние газиме на него, тоа е поквалитетен од битолскиот и она што најмногу треба да го оживи Маријово и да стане Калифорнија е отварањето, поточно правењето на браната Чебрен и хидроелектраната Чебрен, како потоа и галиште и Маријово има и други рудни минерали. Често пати слушаме и гледаме на телевизија колку е богат Алшар. Во светот таков рудник како Алшар нема, 46 минерали во една дупка. Исто така Маријово е погодно и за развој на туризам, затоа што вакви предели и ваков воздух и ваква чистота се уште мислам дека немаме, затоа што е малку и оддалечено од руралните центри и е еколошки чисто, чист воздух, чиста шума,